Мислам дека извештајот пред нас и извештајот што го презентираше мојата колешка може да послужи како урнек за другите извештаи. Се разбира, комплименти вчера дадовме и за извештајот за работата на Народниот правобранител, но мислам дека е ова уште еден чекор напред. Доволно е да фрлите поглед на содржината, па да можете да се упатите кон она што најмногу ве интересира. Друго што е најважно, констатациите во резимето низ призма на заклучоците и препораките сосема кореспондираат. Тоа го олеснува читањето и споредувањето. И она што сакам денеска да го реафирмирам по вчерашната расправа за извештајот на Народниот правобранител, гледаме кореспонденција, гледаме хармонија, гледаме синергија меѓу оној извештај вчера во однос на делот за децата и овој извештај кој што конкретно се однесува на детското представништво. И мислам дека ова е уште една добра лекција по примерот на Комисијата за спречување и заштита од корупција, како може во едно тело кое што има стручен и компетентен состав, во кој што седи и Народниот правобранител, целосно да се анализира состојбата и да се предложат заклучоци. Ја веднаш ќе го кажам моето прашање, а потоа ќе се вратам на поенти од извештајот. Мене ме интересира, бидејќи сме 2021 година, а извештајот е за 2019 година, дали може колешката да го издвои она што е најголем успех во меѓувреме и она што е најслабата карика во обезбедувањето правда за децата. Еве неколку поенти. Нема да се осврнувам на резимето, бидејќи реков, во препораките всушност ќе најдеме една слика која што е компатибилна со онаа од резимето. Она што најмногу ме загрижува мене, мислам дека беше скромно посочено како последна точка, е всушност непостоење на услови за работа на една олку важна државна институција, која што има, нели, и законски основ, бидејќи е предвидена во Законот за правда за децата, во членот 156, по не баш кус период, 9 годишна работа. Она што е утешно е дека барем секретарот е од Министерството за правда и мислам дека подобриот амбиент многу полесно ќе придонесе за остварување на она што извонредно е нотирано како мисија и како визија на оваа комисија. Реков, ако одам дел по дел, многу време ќе ми треба, меѓутоа ги прочитав сите точки и навистина, да бидам искрена, не бев свесна што се случува во оваа најважна сфера и може би јас од мојата област и на наставнички совет и во пишувањето постојано велам дека би сакала да видам уставни измени по примерот на норвешките, во кои ќе се гарантира посебна заштита за правата на децата. Но никако да дојдеме ние до тоа што е најважно. Значи, она што се реализирани активности, а врзани за законските надлежности, многу често завршува со констатацијата, останува да се заокружи во следната извештајна година, да речеме
мултидисциплинарна студijska програма за додипломски студии за детско представништво, а тоа е вистина сфера што треба да се студира и да има специализација во неа, или превземање активности и иницијативи за формирање на општински совети за превенција на детско представништво, и ми се допаѓа оној предлог дека треба да се измени законот за локална самоуправа. Мислам дека треба на него и законот за град Скопје, бидејќи има посебен организационен модел. Мислам дека тоа би придонело за операционално решавање на проблемите. Значи, речиси нема точка во која не се вели дека се очекува постапување или се очекува разбирање, се очекува обука и така натаму. Радува дека активноста е синхронизирана со сите меѓународни организации кои што се разбира се специализирани во оваа област, и се разбира за еден професор, учител, ресторативната правда е најважната. Ние, ако посегнеме по други методи, како медијација и измени во воспитниот процес, и особено она, јас не очекував дека до сега немало ниту еден случај на оштета кога се во прашање децата. Мислев дека има такво нешто, а вие велите дека очекувате. Значи, кога следи после ова, после диагнозата, после рентгенот, следат предложените активности, ама на крајот од констатациите се вели дека годишниот извештај за работата за 2018 година остана недостапен за пошироката стручна и научна јавност заради недостиг на средства. Значи, замислете зашто немаме ние средства, а зашто се трошат средствата. Кога се работи за иновацијата во работењето, исто така јасно е, меѓутоа, еве гледам дека сте препорачале до државниот ревизор мерки за реализација на ова што е предвидено, и велите дека во извештајната година не извршил ревизија. Значи, ако нема соодветен одговор на активностите на ова тело, тогаш ќе останеме на констатации и на препораки, бидејќи мора да има завршница. Не ве слушам, да. Ме бендисува дека вие директно не само што собирате податоци од 88 органи, туку и директно комуницирате со нив. Овде гледам дека сте оствариле средба со министерот за внатрешни работи околу она програма што ја споменав за додипломски студии за детско представништво, како и во една идеја што мислам дека треба да се реализира, треба да има специализирани поротници за деца, бидејќи не е исто кога ќе се најде пред судот возрасен човек и не е исто кога ќе се најде дете. Оние што одлучуваат, значи, треба да имаат посебна едукација, ако сакате, посебен афинитет, посебно искуство во битката за детската правда. Ова го оставам, само би сакала, значи, од заклучоците да извлечам неколку. Велите дека, и тоа ве прашувам јас, дека Државниот совет, имам впечаток дека не по своја вина, туку заради обкружувањето, институционално, гледайте какава скромност, реалност, делумно ги оствари, велите, своите планирани активности за унапредување на правата на децата. Меѓутоа, јасно е од понапред изложеното дека некооперативноста на другите тела го оневозможило ова, а ова се однесува на, значи, поголема детска правда
и во еден од заклучоците убаво велите дека законската обврска за формирање на општински совети за превенција на детското представништво би значела простор, врата, навистина за поголема детска правда. Ме загрижува фактот, констатацијата дека таму каде што се формирани општински совети за превенција не се функционални. Оти си велам сега, ако јас повикувам на отварање, тогаш како отворените не се функционални, значи и на тоа треба да се поработи. Понатаму, стално повторувам, ние не треба само да се мериме со претходното, туку со усогласеноста со меѓународните стандарди во оваа област. Секогаш треба да имаме повисока, односно европска цел. Нема значи да читам, бидејќи овде има и по општини што се случувало, меѓутоа навистина загрижува не само заради детската психологија, правото на среќа, правото на детство, ако сакате, туку заради целокупниот амбиент, бидејќи појавите во оваа област не се врзани само за индивидуалниот хабитус, па дури ни за семејството, иако најмногу за семејството, туку и за целокупното општество. Очекувам еве да чујам, да се израдувам дека некој од судовите во меѓувреме донел решение за обештетување на деца жртви. Оти самото тоа да има дете жртва е предупредувачки. Болно е. И ми се чини дека тоа би било голема опомена. Завршувам за да им оставам на другите простор. Мислам дека најодговорните сериозно го разгледале овој извештај, дека во меѓувреме направиле чекор напред, но убедена сум дека под вашето будно око, доколку ви се обезбедат услови, дека вие ќе предупредувате. На крајот, извонредно е кога во еден извештај ќе најдете прилози, прилозите понекогаш бројките, табелите, статистиката го потврдуваат кажаното и заклучокот, и не е затоа што сме колешки, меѓутоа уште еден доказ дека ако вистинските луѓе се на вистинско место, дека ќе има успех. Благодарам.